После 4 години на пазарот, Land Rover го обнови Discovery Sport, но неговата најважна иновација не е видлива однадвор. Тој е поставен на PTA платформата која овозможува хибридни погонски групи. Освен тоа, треба да биде за 13% потврда од претходната и со тоа да придонесе за намалување на бучавата и вибрациите, но и за подобра заштита на патниците во случај на несреќа. А тие пак прво што ќе забележат се новите предни и задни светла со LED подпис и благо модифицираните панели на двата краја на возилото. Во внатрешноста на овој теренец на Land Rover посебно се истакнува освежувањето со нови технологии, како што се двата екрана чувствителни на допир. Тука е и дигиталниот ретровизор, кој со притисок на копче ги прикажува двете камери поставени на задната страна на возилото. Покрај тоа Discovery Sport има и прозирен поклопец на моторот, всушност слика од камерите со поглед од 180 степени на предните тркала, како газат на подлогата по која се вози. Овој теренец на британската марка е достапен со 7 седишта, кои благодарејќи на лизгачкиот систем овозможуваат 24 можни комбинации на внатрешноста. Паметните телефони сега може да се полнат индуктивно, а 4G хотспотовите и USB приклучоците се грижат сите патници да бидат онлайн за време на возењето. Новиот Land Rover Discovery Sport на пазарот ќе излезе со 2-литарски 4-цилиндрични мотори, од кои 4 се дизел, а 2 бензински. Располагаат со моќност помеѓу 150 и 250 конски сили и сите освен најслабиот се опремени со погон на сите тркала, автоматски 9-степен менувач и благ хибриден систем од 48 волти со стартер генератор. Како провокација до крајот на годинава треба да се појави и плагин хибридната изведба со 3-цилиндричен бензински мотор.